Мерките на владата за унапредување и развој на земјоделството во Македонија во Кочанскиот регион ги даваат очекуваните резултати. Минатата година само за мерката 121 набавка на земјоделска механизација преку Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството и руралниот развој во Кочани, на земјоделците од трите општини на регионот им биле одобрени 32 барања. До нашата подрачна единица на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и руралниот развој во Кочани беа поднесени 54 барања. Од нив според потполните и целосни документи се одобрени 32 барања на земјоделци од регионот. Одобрените барања се однесуваат на земјоделци кои со оваа мерка добиваат 50-50 по однос на субвенционирањето на средствата за набавка на механизацијата. Од овие одобрени барања најголем дел се однесуваат на земјоделци кои спаѓаат во групата на слабо развиени населени места, над 700 метри надморска височина. Тоа се земјоделците од селата Жиѓанци, Мородвис и Новоселани со надморска височина од над 700 метри, на кои им беа вратени средствата за набавка на механизацијата дури и до 75%, ни изјави Валентин Захариев од подрачната единица на Агенцијата Канцеларија во Кочани. Тој истакнува дека кај земјоделците од Кочанско постои голем интерес и за предстојниот оглас од програмата за рурален развој кој треба да стартува по 15 јануари. Новата објава за огласот од програмата за рурален развој се однесуваат првенствено за мерките 112 за млади земјоделци, 121 за набавка на земјоделска механизација, како и за мерката за подигање на нови овошни и лозови насади.